Почитувани, добар ден, време е за црвена линија. Денес ќе бидете само со мене, Тина, а на Тео ќе му посакаме сите заедно да го положи денешниот испит. Тоа е причината зашто денеска сум сама, за оние кои што може би се прашуваат, а што се однесува до денешното издание на Црвена линија. Бидете подготвени да дискутираме заедно на 023076677 на денешната тема. Трговците велат од јуни ќе поскапе се. Односно, како што велат старите, без мотика нема леп. Она што ве прашуваме, верувате дека ќе имаме огромен ценовен шок и дали може би е време сами да си го обезбедиме лебот, односно сами да се обработуваме земјата. Меѓу другото, секако ќе потсетам дека имаме и анкета на која што ќе гласате, а анкетата за денес гласи вака. Трговците велат, од јуни ќе поскапе се. Ќе има ли нов ценовен шок? Она што е најважно, дали е време сите да се фатиме за мотика. Тоа ве прашува Црвена линија, ве убаво може да видите анкетата, ваше е да гласате со да и не, а резултатите, како што и секогаш правиме, ќе ги објавиме на крајот кон ова издание на Црвена линија. А на самиот почеток веднаш ќе стартуваме со вклучување на нашиот денешен прв гостин во ова издание на Црвена линија. Ќе го добиеме, се разбира, раководителот од Агенцијата за потикнување и развој на земјоделието, господинот Џабе Рамадани. Најнапред, добар ден и благодарам што ја прифативте нашата покана заедно со вас да дискутираме на денешната тема врзана за најавата за поскапување на се во јуни и дали е време да се фатиме за мотика и сами да си го обезбедиме лебот. Верувам дека добро се слушаме. Јас добро ве слушам. Одлично. Еве, првото прашање до вас е следно. Дали во вашата агенција е зголемен интересот за земјоделие? Да. Можем да кажем слободно да, е зголемен. Па чак некој од вашите колеги еднаш ме прашува поради овие зголемени цени, што ќе се случи, ќе опадне ли земјоделието, интересот за земјоделието? Јас сум одговорил дека не да опадне, него повише ќе се патат за земјоделието луѓето. И тоа во практика, оти ние сме цело време и на терен со земјоделци, во контакти, сме виделе дека многу од земјоделци кои така решиле да не садат некоја парцела или некоја нива, при појава на кризата, по првите денови, луѓето одма се фатија и тие дополнително да ги садат некои од земјоделските култури. Така да по мене нема да опадне земјоделието, туку повише ќе се фатат луѓето со производство на земјоделски производи. А еве, вие како агенција за потикнување и развој на земјоделието, со што конкретно ги потикнувате заинтересираните и најчесто во кои дејности? Бидејќи верувам има и почетници кои што се заинтересирани. Еве, слушам јас. Дали ме слушнавте? Еве ќе повторам секако уште еднаш. Со што ги потикнувате заинтересираните, оние кои што сакаат да се занимаваат со земјоделие и за кои дејности од игранки од земјоделието најчесто се заинтересирани луѓето? Ние како советници во агенцијата, советодавци за земјоделското производство, ги поттикнуваме со субвенционирањето на земјоделството, со грантовите што се предвидени од владини програми, од ИПАРТ програмата, кои се, мислим, добра поддршка земјоделците. И исто така ги охрабруваме дека од земјоделството има живот, меѓутоа ние цело време ги советуваме земјоделците да се бават професионално со земјоделството, а не како што било порано со земјоделството како традиција, туку професионално и да се бават со интензивно производство. За кои дејности се најзаинтересирани?
Едно време имаше голема заинтересираност за садење рунија, бадем и така натаму. Еве сега зашто се најчесто заинтересирани оние кои што сакаат да се занимаваат? Тоа заинтересирањето продолжува со садење на садници од ореви и лешници претежно, меѓутоа и поледелското производство мислам дека е во пораст. Значи се зголемуваат површини со житни култури, па со градинарски култури, индустријски култури, што е карактеристично, веќе се зголемува фондот на сончоглед, како што не било случај, мислим, во претходните години. Така да, од сите култури има интерес, можам да кажам. Така, Црвена линија има интерес да ни дадете одговор на нашето анкетно прашање, кое што го поставуваме за сите гледачи, па така и ве кусо со да или не, да ни одговорите на анкетното прашање. Дали е време сите да се фатиме за мотика? Прво, одговорот би бил да, но не за мотика. Актуелно имаме програми за трактори да аплицират луѓето за механизација, за силоси, за се што е во служба на земјоделците, така да и мотика е, ама и други работи има во земјоделието со кои треба да се патиме и ќе имаме повише успеси. Благодарам многу, Црвена линија ви посакува многу успех во агенцијата и се разбира што повеќе апликанти за занимавање со земјоделие. А сега е време и за вас, драги наши. Значи, знаете, 023076677 е телефонскиот број на кој што може да се јавите. Меѓу другото да проговориме кои се вашите ставови и мислења во однос прво на најавата за големиот ценовен шок кој што треба да следи веќе во јуни и меѓу другото дали сметате дека Македонија е земја која што може да не прехрани сите доколку се фатиме за мотика, символично кажано, односно ако почнеме да се обработуваме својата земја. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Ало. Ало, добар ден. Секој е добро, Добар вие сте ден. во Црвена линија. Сега вака. До Кавадарци јаво. Голем поздрав до Кавадарци. Ке земјоделието. Не е точно овој светник што кажа. Еве ние го продадовме гројдето, ни го зема бесплатно. Тие Свето Јанев го уничи возрастото во Кавадарци. Предесени ваде он со возрастото во Кавадарци. Не може еден човек да се налага војдето 80.000 граѓани се занимаваат со возрасто. И субвенциите ова влада не се почини. Ни го зема гројдето без пари. Како не му е срам, па уште се зборуваат за земјоделието. Прво ќе опаѓа земјоделието. Ниски откупни цени се плаќат, цените се ниски откупни цени и затоа ќе опаѓа до прва земјоделието. Овај Скопје е пренатрупано од население. Например, Љубљана е 200.000 жители, а Скопје е 700.000 жители. Кој ќе заработи за тие? Младите во Кавадарци ве колку се заинтересирани да се занимаваат со лозарство на Кривична. Нула се заинтересирани. Нула, дали ме разбирате? По нивјата работат само и нивјата. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Внимавајте на тајмерот 90 секунди за секој излагање. Веќе одиме со следен гледач. Добар ден. Добар ден од Црвена линија. Добар ден. Црвена линија, еве, повелете, поздрав и до вас. Ова прашање што ви е денески поставено, не е туку така поставено. Искам да ви кажам, трговците уште од сега почнаа поново цени да качуваат. Од млеко, од брашно, од шеќер, од сите оние прехранбени производи кои што веќе почнуваат замавот да се зема и на некој начин. Не е да го чекаме 1 јуни. Не е проблем за 1 јуни. Прво и основно, овде што се зборува за субвенциите на земјоделците. Искам да ви кажам, земјоделецот колку толку е субвенциран. А да знаете дека тие субвенции земјоделците ги натера да работат ништо. Ќе ви кажам зошто.
во Словенија, во Хрватска, субвенциите се дава на оние килограми кои што ќе ги произведиш спишат, а не на цела сума субвенција да се плаќа. Во Македонија 50% не е обработено земјоделството. Покрај што Министерството за земјоделие дава земја под закуп, али не сакаат да работат. Тие само сакаат она што викате да земат сите мотика. Точно е да земат сите мотика, али некој сака без мотика пари. Како го сеќават што беше во Липковско, тој што зеде големи пари за тие. А возможно ли е леп без мотика? Не ме слушав. Возможно ли е леп без мотика? Не е возможно ли? Искрено да ви кажам, не е возможно. Не е возможно. Тоа е точно. Али треба да се завземат. Тука има институции кои треба да профункционират за да може ова Македонија да ја преродат. Ви благодарам многу. Ви благодарам многу што го искористивте своето време од 90 секунди да кажете што мислите на оваа тема во Црвена линија. Веќе е време да преминеме и на новиот гледач. Добар ден. Добар ден, се слушаме? Да, одлично ве слушам. Црвена линија. Трговците мафија број 1, алал да им е. Само тријат раце, луѓето мотика, не може без мотика. Меѓутоа не можеш мотика сек дека и на тераса да копаш. Така да фима трговците се катастрофа. Само гледа кој колку ќе заработи профитот, не го интересира. Еве ги овдека кај мене, дојдите од 2 сата до 3, джиповите наредени пее се колку се овдека, ги чекаат децата од приватните школи и што него го интересира? Него го интересира колку ќе го купи од земјоделецот, колку ќе го продаде. Значи ова ме видена мафија, какви субвенции? Зашто на заеб да се даде за мама сајверот 1.400.000 овакво? Да му се даде грант. Толку е заслужен, како не им е срам? Зашто тие пари да не се поделат на земјоделците? Еве видете ја Србија. Све си работи си има, за нив нема ни криза, ни војна, ни ништо. Нашите се фатиле ко пијан за штаб, као кеч на 10 им дојде војната во Русија. Каква војна? Уште пред војна ние овдека дојдовме да не можеш да јадеш. Значи ова е срамота ме видена. Трговците станува ратни профитери. Ја не знам Министерство за економија, волку маржа, нема маржа овона. Нигде нема ни инспекција, ни ништо. Трговците удираат, делат пари, а и тие од Министерство за економија сигурно имат некои нивни фирми на друго име, така да сега овдека им е дојдено еден дел само од народот, трие раци, ужива ратни профитери, све повеќе богаташи има и све повеќе сиромашија луѓе нема да јадат. Преска слушам, не знам колку таму приватниве фирми не им исплатиле плата на работниците по маркети и друго, 90 или не знам колку. 90.000 точно. Бројка не им исплатиле плати. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Преминуваме на уште еден гледач. Да, ќе отстапиме 90 секунди. Добро, што ме така, одиме виднаш со прилогот кој што го подготви нашата количка Александра. Станува збор за тоа што се најавува нов ценовен шок за нас, граѓаните. Ќе има ли нов шок за граѓаните со цените на храната од јуни? За 2 недели завршува важноста на дел од мерките кои ги донесе владата за да се ублажи растот на цените на храната, но и на инфлацијата. Но нема информација дали ќе се продолжат или ќе се оди со нови мерки. Доколку ДДВ-то за храната се врати на 5% и се пуштат замрзнатите маржи за трговците за основните прехранбени производи, тогаш цените на храната ќе одат нагора. Од владата велат се уште анализираат. Одлуката на владата во врска со овие мерки има важност до крајот на месецов. Во меѓувреме се прават анализи кои ќе ги одредат следните чекори за што јавноста навремено ќе биде информирана. Експертите пак апелираат на внимателност за да не се предизвикаат контраефекти. Велат мора да има анализа која од мерките дала ефект, а која не, за да се носат одлуки. Трговците со храна пак коментираат дека цените на храната секако ќе одат нагоре, бидејќи тоа не зависи ниту од нив, ниту од владините мерки, туку од растот на цените на суровините кои глобално одат нагоре. Инаку владата донесе повеќе одлуки за да го заштити стандардот на граѓаните. Некои производи се продаваат по набавна цена и со 0% ДДВ, а за некои производи е скратена профитната маржа. Но и со овие мерки, сепак статистика измери дека инфлацијата во април достигнала 10,5%. Цените на храната пак растеле.
Тоа беше прилогот за ценовниот шок кој што се најавува за граѓаните во јуни, а сега е време да го вклучиме и нашиот следен гостин во ова издание на Црвена линија, господинот Новица Бачовски, кој што е воедно и директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој. Се надевам дека телефонски веќе го имаме. Господине Новица, дали се слушаме? Добар ден, да, се слушаме. Поздрав до гледачите на Црвена линија. Благодарам многу што прифативте, иако знаеме дека во моментот патувате на кај Струга, имате поприлично обврски, но секако ние во интерес на граѓаните имаме и прашања кои што можете токму вие да ни ги одговорите. Па еве на самиот старт, светскиот пазар диктира нова и за жал повисока цена на житото. Македонија факт е дека повеќе увезува отколку што произведува. Дали е вистински можеби момент плодната земја да се искористи максимално и да произведуваме доволно за нас самите? Така е, во ваква ситуација која што ја имаме, која што ниту ја биравме, ниту ја посакувавме, ниту ја предизвикавме, треба да се свртиме кон домашното производство и токму затоа и пред неколку месеци владата донесе одлука, односно донесе така наречен национален план за производство на храна, кој што предвидува сет на мерки, кои што пред се ги стимулираат земјоделците да го зголемат домашното производство, пред се на оние стратешки култури како што се пченица, пченка, јачмен и сончоглед. Токму затоа се донесоа и неколку нови механизми, тоа е интервентниот фонд кој што се имплементира преку нашата агенција, таму се предвидени околу 400 милиони денари и јас искрено мислам дека до крајот на годината таа сума и ќе расте. Преку тој национален фонд за земјоделство ние во главном ги финансираме земјоделците за набавка на вештачки ѓубрива кои што служат за прихрана на нивните површини, кои што и сами по себе гарантираат поголеми приходи, приноси, во иднина, значи таму се предвидени финансиски средства во кои што им помагаме на земјоделците со некои 40% од сумата на ѓубрива за овие стратешки култури, се со цел да ги стимулираме да купат прихрана, да ги прихранат површините и да имаме повисок принос на домашно производство на житни култури. Дополнително преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се објавени неколку огласи, едниот мислам дека и заврши вчера на владината седница се донесе и одлука за нови огласи за државно земјоделско земјиште, кој што ќе биде ставено во функција на производство на стратешки култури, односно житни култури. На нив земјоделците може да се јават и да добијат прилика да добијат државно земјоделско земјиште под концесија на 15 години. Дополнително секако и во иднина и сега ние сме фокусирани на други сектори, како што е сточарскиот сектор и живинарскиот сектор, кои што секако за прихрана на својата стока користат житарици, токму затоа им помагаме и на нив преку механизмот за интервентен фонд, така да апсолутно моментално фокусот е на стимулација и можност за зголемување на домашното производство, пред се со финансиска стимулација за прехранување на постојаните површини, но и како што веќе спомнавме, ставање во функција на целокупното државно земјоделско земјиште, односно се она што го дефинираме како плодна почва. Така, но еве за крај да искористиме и да ве прашаме на нашето анкетно прашање, дали е можеби конечно време сите да се фатиме за мотика, бидејќи се добива впечаток дека младите имаат други визии за својата иднина и земјоделието не им е баш некоја опција број 1. Апсолутно, мислам, сите сме свесни дека напуштањето на земјоделството е еден светски тренд, односно таа миграција од село во град апсолутно влијае на тоа младите да се фокусираат на други професии и да го остават земјоделството. Ние како држава реално ги имаме сите потребни ресурси, имаме сонце, имаме почва, имаме вода и дефинитивно сите од нас можеби ќе треба да се свртиме малку повеќе кон производство, односно занимавање со земјоделство, па нека биде тоа и како дополнително хоби. Ние преку нашите мерки кои што ги објавуваме, имаме и финансиска поддршка за инвестиции. Денес доделивме 322 договори за набавка на системи за наводнување капка по капка. Дополнително имаме распишено јавни повици за набавка на трактори, набавка на силоси и опрема за преработка и производство на тутун. Така да јас силно препорачувам да ги следат граѓаните, сите заинтересирани, сите активности кои што ги имаме како министерство и како агенција, и верувам дека секој од нас може да се пронајде во мерките кои што се на располагање.
Благодарам многу што одвоивте време да бидете вклучени, па макар и телефонски, но сепак беше важно да ве слушнеме како агенција, каков став имате во однос на новонастанатата состојба. Благодарам уште еднаш и успех во тоа што го работите. Благодарам, се слушаме. А сега е време, еве, бидејќи можевте да слушнете што велат и кажуваат на оваа тема нашите денешни гости, време е да ве слушнеме и вас. На 023076677, еве, како ги коментирате лично најавите дека во јуни ќе има голем ценовен шок, а меѓу другото се разбери дали во Македонија воопшто постои расположение да се свртиме кон обработка на плодната земја, бидејќи навистина Македонија има што да даде. Сега, ќе одиме малку кај Твитер заедницата. Јас ќе покажам како се коментира во однос на поскапувањата кои што се најавуваат. Така да, еве, веќе гледате, битна една вели, се поскапе, само човекот најефтин си остана. Еве, може да прочитаме и уште еден твит. Од Контраш, мене ме плаши проекцијата на ДДВ-то на струјата. Го спуштија за да балансираат, ама ќе го вратат на 18%. Се очекува и ново поскапување. Очекувам и нови цени на огревното дрво нареднава сезона. Не е нарно работава. А како ви изгледа вас работава, ве прашуваме сега. Добар ден од Црвена линија. Ало? Добар ден, вие сте во Црвена линија. Епа, ке кажам, ова не е Титова Југославија, па... Не. Справиме со кризи и поскапување и све. А овие, да ги речам, безработници, за овие 30 години ништо друго не знаеа, освен да взимаат кредити и да одржаваат држава со помош на кредити. Ги упропастија сите фирми што беа рентабилни, што правеа пари, и сега немаме никаков извоз, а увоз огромен и плюс взимање кредити. Еве, сега се најавува дека ќе се земат некаде околу 900 милиони во облик на кредит и не знам колку ќе биде таа еврообврзница што спомнуваат, ама гарант нема да биде ефтина. Само дали ќе им ја дадат. А ова продавање магла овдека со ова стани земјоделец, види земјоделец, уште на времето и овие поголеми патриоти правеа такви реклами. Уортачете се, земете по 3000 евра сите и ќе си направите фирмичка и ќе бидете бизнисмени. И се видеа тие бизнисмени сите испод заглавија кои побегнаа по светот, бидејќи тука не може да ги вратат парите и така натака и така навака. А ако веќе сака толку ширење земјоделие, овој што збореше, па ја би му препорачал Ломбарка како учен човек, како човек што се разбира од земјоделие, да ми покаже како изгледа тоа да се работи со мотокултиватор, трактор. Па ја да го гледам, да научам и ја да почнам да произведувам. Поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Одиме со следниот гледаш. Добар ден од Црвена линија. Добар ден. Одлично ве слушаме и еве, кој е вашиот И став? јас ве слушам, видете. Ние како држава се имавме и се запустивме. И сега наново ќе почнуваме од нула. Да се најди посебно во Министерството за земјоделие и владата да формира комисија, да види воопшто сите комбинати што работеа. Еве, само еден пример да ви кажам. Зик Пелагонија, Битола, со шеќераната и со репа садење снабдуваме до Србија, Црнагора, Босна, Косово и ови. Сега се увозваме. Сончоглед, фабриката за масло Благо Јорев Велес, цела Србија до Ниш, Црнагора е овие снабдуване. Сега тоа е сето пустелија и сега се плаќат на површина, не се плаќа, ниш се работи, ништо. Јас сум по земјоделие, тоа ми е и струката, да се направи комисија, да се собери, да се види сета земја во Македонија како е испустена и кој работи. Ја ќе ви кажам, комбинатот кај што работев јас, 500 хектари имавме лозје, сега нема ни 5. Имавме 300 хектари вишни, ние
вишни на времето по една марка беше килограм вишни. Сега Благодарам, цениме што го споделивте вашето мислење со Црвена линија. Подсетувам, внимавајте на тајмерот 90 секунди. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Па ја мислам дека од многу зборење не ние до оваа ситуација, ние од многу работа. Така е. Сите многу зборевни, многу се правиме паметни, до оваа ситуација туку не е ништо се уште касно се вратиме на старите корени, најбитно ќе биде тоа. Што значи да го напуштиме бетонов и да се вратиме малце назад од таму од кај што сме дошли или да пробаме, затоа што гледаме дека нема да ни цветаат розите во градот. А тоа дека ние ќе седиме во град, дека чекуваме некој дека ќе ни даде ефтина храна, тоа више умре. Така да не тие такви работи дека овој е крив, оној е крив, не мислам дека нашиот менталитет е крив, затоа што ние премногу се очекувавме, станавме многу брзо граѓани, а заборавивме на корењата. Кој, како и каде е земјата знаеме сите, него не знаеме веќе кај се нивите, затоа што не отишле да си ги работат, а ги оставиле. А сите, ако земете да направите еден попис, ќе видите колку има сите земја. Меѓутоа, колку за нас можеме да произведуваме, за да не кукаме дека све е скапо, и таа ќе биде најпаметно. А помалку да збориме. И помалку да очекуваме дека ова или она ќе треба да паднат или ова е крив. Ајде луѓе, засукајте рукавите, вратите се таму кај што сме дошле и да почнеме да си работиме и да си чутиме, иначе вака како што почело, тешко ќе биде. Толку пријатно. Благодарам што се јавивте во Црвена линија. Еве во продолжение може да покажеме уште едни коментари од Твитер. Чак на Орис вели, автобускиот превоз поскапе, паркингот поевтинува, а во употреба се враќаат возила на ЈСП стари 25 години и повеќе. Авионот лета без пилот или така. Одиме со следен пост. Цените не можат да бидат скапи, вели Шесмата Q. Цените се високи, тоа што го купуваш по високи цени. Тоа е скапо, ама научете еднаш. А сега ќе продолжиме и понатаму да видиме како се коментира на Твитер. Вели вака Боемот. Дедо ми цел живот ми викаше дека нема леп без мотика. И во право бил. Затоа почнав да копам криптовалути. Ете, некој си копа криптовалути, но она што е најважно дека фактот е поскапување на основните прехранбени производи, особено цената на пченицата на меѓународните пазари е скокната и има достигнато рекордно ниво во последните 2 месеци. Особено откако Индија како втор најголем производител во светот го забрани нејзиниот извоз. Меѓу другото, интересно е дека цените на пченицата во Индија, особено по конфликтот во Украина, се искачија на рекордно високо ниво поради и топлотниот бран што ја погоди таа земја. Сега оно што прашува Црвена линија, еве, можете да дадете солуции, решенија, ваши видувања. Што е оно што како Македонија можеме да направиме пред се да ги стимулираме и мотивираме не само оние кои што цел живот се занимаваат со земјоделие, туку и младите, кои што факт е ја напуштаат земјата, а се помалку се гледаат себе си како некој кој што обработува земја, а земјата е таа што не храни. Во продолжение, сега е време да го најавиме и нашиот денешен трет гостин. Ке прозборуваме со порталот Ценометар МК, кој што редовно ги лови и детектира ценовните, особено шокови на производите во маркетите, па еве сега ги имаме и телефонски за да ни кажат како стојат работите во маркетите кога станува збор и за лебот и брашното, односно намирници кои што ќе кажам слободно живот значат. Добар ден. Добар ден. Драго ни е што еве и вие одвоивте време да прозборуваме со вас како ценометар.мк. Хвала ви многу и нас ни е драго што учествуваме во вашата емисија. Да не одземаме време на гледачите, само да напоменеме дека според сите очекувања од светските берзи за житарици, особено
од наесен, меѓутоа овие тенденции во јуни ќе бидат присутни на зголемување на цената и на житото и на останатите житарици и уште од јуни или јули може да очекуваме одредени зголемување кај лебот и житните производи. Исто така сакаме да напоменеме дека мислиме дека со оглед на прекинетите синџири на снабдување на жито и житни производи на светско ниво, поради војната на Русија во Украина, ќе има големи потешкоти од наесен со снабдувањето на овие култури, што ќе биде особено тешка година како за мелничарите, така и за граѓаните, бидејќи лебот по наши мислења драстично ќе поскапи од септември натаму. Така, значи да го очекуваме септември и да очекуваме нови ценовни шокови. Да, може би во јуни ќе има одредени покачувања, меѓутоа главната жетва летната жетва што се одвиваше досега редовно, има два проблеми. Првиот проблем е прекинетите ланци за снабдување, пристаништата големи во Мариупол и Одеса не работат. А вториот проблем се непосадените големи површини со жито во Украина, а може би во делови во Русија. Исто така ќе се воведува може би и ембарго на житото од Русија, така да све повалце ќе го има, се надеваме, не се надеваме, него жалиме што све повалце ќе го има, се надеваме на помош од како и досега од Србија и ако можеме да добиваме на тој основ жито, меѓутоа цената во секој случај ќе оди нагоре. Благодарам многу што се вклучивте во црвена линија. И сега е време да вклучиме и гледач. Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија. Ви благодарам и ве поздравувам. Голем поздрав и до вас. Ви благодарам. Можете убава тема, меѓутоа знаете што колку и да говориме, ние имаме сами вина затоа што миграцијата од село во град, сето тоа во вода ни оди. Кажете ми, кој ќе работи на нива? Еве, јас просто ги прашувам сите граѓани на Републикава. Половина од младината ни избегаа во запад, и 60%. А другата половина сите одат лепачи на плакати да бидат во политичките партии, во клубовите каде што ги лажат, да ги вработат, па и некого и вработуваат на лесен начин, лепат плакати, се седат во фирма, не работаат ништо, струјата поскапе, водата исчезна и така натака. Дали смитате дека може би под ваков притисок и неможност да се обезбеди основно ќе мора да се вратат и да почнат да размислуваат на својата земја? Не очекувам дека некој размислува да се врати во нива. Верувајте дека со оваква јагабала, со оваква политика, во оваква држава, каде што никој не сака да работи, сите сакаат на лесен начин да дојдат до некоја пара, тешко дека некој ќе се врати на риба, на нива. Секој сака на полесен начин да дојде до пари. Благодарам што се вклучивте во црвена линија, ама еве инспирација, ако работиме можеби на нива, ќе имаме можеби повеќе средства и за да уживаме во риба. Добар ден. Добар ден. Темата е прекрасна. Благодарам. Јас ќе кажам и една реченица од еден албанец колега, мој професор. Вака рече, она што пишува во книгата, не раѓа нивата. Значи, не раѓа нивата. Може да пишува во книгата од 1 хектар да има 3 тона жито, ама може град да падне или да израсти трева, или да нема доволно храна па да се роди. Што ме е поентата? Се што влегува во овие 30 години во владата, се распоредува нестручно. Не сум слушнала до денеска да се провери цела држава, каде има големи парцели и со што можат да се посадат. Не може министер со завршен машински факултет да води земјоделие. Или обратно, во рек битола да биде поставен некој што имал пицерија или не знам кафана, затоа што е член на некоја партија. Се дури се оди така партиски, неспособни кадри да ги водат општинските комитети, немаме да имаме никакви производства.
Значи ова го велам и го тврдам. Видно е дека тутунот се увозува, нашиот се заостанува, нема пари. Черко, убаво слушајме. Ако 2 пати не извозуваме, а еднаш увозуваме, ова не може да биде држава. Промена на производството, користење на сите големи државни парцели под концесија да се дат на луѓе кои што сакат да работат. Не пари да му наплаќат, ами да му дадат парцела неколку хектари, да се засади пченица на еден дел, на друг дел во државата да се засади памук, на трет дел рицинус, на... Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Потсетувам, внимавајте на тајмерот. Одиме веднаш со следен гледач. Добар ден од Црвена линија. Ајде, чекам. Еве, дочекавте, повелете Црвена линија. Дали не слушате? Намалете го тонот на ТВ приемникот. Ви слушам. Одлично. Од Гостивар. Поздрав до Гостивар. Еве, кој е вашиот став? Време ли е да се фатиме за работа, за мотика? Левот веднаш да го направи 100 денари едно парче леп. Компирот 150. Бензинот 200. Да ни дојде умот. Бидејќи се запустихме. Јас сум од Гостивар, да го погледнете Гостиварското и Тетовското поле, се е тоа објекти и запустено. Погрешната аграрна политика ги изврка земјоделците. Не работи више никој. Сега е повеќе бизнис, трговијата и сега се чудиме што не е скапо. Ништо не е скапо, многу е ефтино. Што е за вас решение? Што треба да се направи од овој момент за да почне да се работи на земјата? Мислам дека треба да се вратат за другите назад. Порано секој имаше ги уништи индивидуалните земјоделски производители. Земјоделците носеа, јас например сум бил земјоделец, сега сум магистар по економија, пензионер више. Јас сум носил 5 тона хромит, 500 кг, 2-3 тона пченка, пченица, тон 2. Ама имав кај да ги носам. Сега треба земјоделецот да биде и трговец. Не може да биде. Треба там основата, ние изгубивме основата, сега не ни вреди ние на политика. Благодарам, но вредно е што се вклучивте во Црвена линија. Сега е време малку да ве одмориме со реклами. Епа, почитувани, повторно сте со Црвена линија и тоа во оној момент кога ги соопштуваме резултатите од анкетата. А денешната анкета на Црвена линија гласаше: трговците велат, од јуни ќе поскапе се. Ќе имали нов ценовен шок. Вие требаше да одговорите со да и не, дали е време сите да се фатиме за мотика. И еве, резултатот е следен. Да, одговорија 100%, а не само 0%. Па така, без мотика нема леп, убаво рекле старите. А она што јас ќе кажам е, тука и крајот на ова денешно издание на Црвена линија. Се разбира, утре повторно ќе бидеме заедно, ќе дискутираме на нова жешка и актуелна тема. Она што треба да направите да бидете веднаш повестите заедно со нас во стандардниот термин за Црвена линија, да се информирате на telma.com.mk и секако да останете со програмата на Телма телевизија. Довидување од мене.